На политичарите во Македонија им недостасува политичка одговорност и зрелост во носењето на нивните одлуки, оценуваат психолозите. На политичката сцена во Македонија се забележуваат контрадикторни ставови од еден ист политичар и незборување на вистината што најчесто се должи на трката за освојување на политички поени. Како дува ветерот или како тече водата, така го вртат грбот. Тоа е некое можеби прибирање на политички поени, ама во секој случај треба да се прашаме што е вистина, она што го зборуваат тука или она што го зборуваат таму. Едно лице е за во едната јавност, другото е за во другата јавност. Интересно да видиме која е таа потреба на личноста да создава такво нешто. Психологот, психотерапевт Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека на политичката сцена веќе 20 години се присутни едни исти политичари кои се наметнаа во актуелниот живот. Таа ги оценува според одлуките кои тие ги носат, според ветувањата кои ги даваат и според начинот на кој се однесуваат. Каде водат одлуките кои ги донесуваат, дали водат кон просперитет и успешност во развиток на оваа држава и опстанок на овој народ, или ќе водат во некои драстични промени што ќе направат и промени во животот на народот, воопшто во функционирањето на сите кои живеат овдека. Историјата памети мегаломански водачи која лекувала својата нарцисоидност со тоа што го преобразувала светот според нивните идеи и желби. Во одредена доза нарцисоидноста не ги заобиколува ниту нашите политичари. Да, тоа се ригидни, затворени луѓе кои не прифаќаат нови идеи, освен своето не гледаат ништо, кои не се емпатични, значи доволно. Со тоа што значи дека не може да направат добар контакт со луѓето околу себе. Одма доаѓа тоа прашањето, значи колку они социјално ќе имаат интелигенција и колку може да се вклопат и да служат за она што нели како политичари е нивно прво место, да му служат на народот кој ги изгласал. Ако они ги гледаат само своите идеи, не може да видат што кажува народот таму. Ако донесените одлуки се одлуки затоа што они имаат идеја дека тоа е добро, а народот зборува сосем десето дека е добро. Значи тоа знае многу да ги ограничи. Неприфаќањето на критика, они не само што не прифаќаат критика, него не прифаќаат и сугестии и туги мислења. Низ призмата на психоанализата, несериозното однесување на дел од политичарите се должи на тоа што ни треба историја зад себе. Постоиме како независна држава релативно малку. Народот кој ги гласа политичарите се уште е збунет и несвесен дека од него зависи каква држава ќе создаде и кому ќе му дозволи во негово име да одлучува.